Пронешната председателка на Врховниот суд и денешниот член на Врховниот суд и Врховната судика, госпоѓа Лидија Неделкова. Госпоѓа Неделкова, добро утро. Не знам дали имаме на телефон, би требало да... Да, добро утро. Добро утро. Јас мислев дека ова слабо зимско време ги ослабило телефонските врски. Може се. Госпоѓа Неделкова, вчера ја прочитавме веста дека сте поднеле 3 кривични пријави до членови на Судскиот совет, а во врска со оној предмет кој што беше во центарот на вниманието пред има веќе 2 години од тогаш, нели? Околу кој се споревте и со председателот тогашен на Врховниот суд, господинот Јово Вангеловски, кој што вам ви поднесе кривични пријави и така натаму. И сега тој предмет во кој што во една инстанца се одлучи дека нема основа за ваше понатамошно годење, Судскиот совет сепак со некакво гласење кое вие сега го спорите, се разбира, донел одлука да продолжи предметот. Можете во малку повеќе детали за да ја не ги импровизирам сите околности на вашата постапка? Да, накратко се работи за една од повеќето пријави што поранешниот председател на Врховен Вангеловски ми ги поднесуваше. Се разбира, тоа беше познато заради нетрпеливост околу случајот, околу еден случај кој заврши така како што заврши. Всушност таа постапка нема никаква врска со некакви предмети или со некое незаконско постапување, туку со негов аспект дека околу настани од работните односи, користење на работното време. Значи, тоа нема никаква врска со ниеден предмет. Меѓутоа, така, знаете, кога ќе се убедувате со некој, ќе напишете некоја приказна и тоа така тргна. Меѓутоа, во таа постапка веќе комисијата донесе предлог одлука се вика тоа. Комисијата донесе за запирање. И таа предлог одлука се враќа во друга комисија. Тоа не може по закон. Таа друга комисија мора мене да ме повика, па мора да ми каже, да ми изнесе ако има нешто ново и ако уопште има нешто ново. Тоа е тоа, меѓутоа тоа ќе води кон конечниот исход сега. Не се знае како ќе се заврши на крај гласањето, меѓутоа јас со целиот мој габарит професионален и личен и сите успеси што ги имам, што сум допринела за судството, па не дозволувам за ваква работа. Вие сте еден од ретките судии во Македонија кои што знаеле и на деликатни теми со своји лични видувања да излезат да проговорат јавно. Не сте се либело тоа и да повикате некого од своите колеги на одговорност. Впрочем, вашиот судир со господинот Вангеловски беше околу стручни, да кажем, судски аспекти на работата. Се чини дека имате веројатно многу пријатели, ама и многу непријатели во судската фела. Овие што ги тужите, велите и во изјавите што вчера ги прочитав, сите ви биле на извесен начин подредени во одредени делови од кариерата. Сите ги знаете лично и тие вас ве знаат лично. Мислите дека се работи за некаков личен однос, бидејќи меѓу другото наведувате дека можеби е во прашање и да ве спречат да бидејќи е во тек исто така кандидатурата за председател на Врховниот суд, дека и тоа може во игра да е. Па секако. Мислам тоа, јас немам искуство од 5 дена. Јас сум во судството 34 години. Суди од 1996 година со сите позитивни резултати, реформите, јас ги предводев во време на моето председателство, а на сите им бев надредена. Меѓутоа да не го сведам само на лично, кое очигледно е недоволно прифатливо, туку некаква асоциација е и за некаков политички притисок, бидејќи зошто токму сега во ова време на ваква реформа што ја прави Министерството за правда околу оценка на постапувањето на судиите со стари предмети, со предмети кои не се работат во рокови, каква врска има сето ова? Мојата постапка која е од 1 април 2019. Него јас сум голем трофеј, знаете, сега не треба некој да го каже тоа, јас сум свесна, јас сум голем трофеј. Мислите дека има, значи, и политика замешана во сето ова? Мислите дека некој не сака да ве види на чело на Врховниот суд? Па не само на чело на Врховниот, него во судскиот систем, кога имате свој интегритет изграден, знаење, углед, достоинство, кога не може да се влие на вас, па не им требате.
Нели? Да. Им требате во судскиот систем. Во тек се сите, и самата говорите, во тек се сите овие обиди за реформи, ја намерно велам обиди, бидејќи ќе фати уште многу време додека се реформира судството, што е можеби и нормално, бидејќи се работи за голема структура, за еден од клучните системи во државата, не се работат тие работи преку ноќ, па можеби дури не се работат ни во еден мандат на владата. Сепак, која е вашата оценка за овие обиди, за овие најави, за овие почетоци на судските реформи? Значи, моето лично мислење е дека почна целата оваа работа многу непотребно со квалификации, нели, за суди кои треба у старт се независни, треба да се почитуваат, се дека нели се покаже дека не треба да ги почитувате и со нивното работење, со нивното однесување. Не можете вие за судиите да велите ќе ве прочистиме сега. Тоа прво не е соодветен израз. Има многу други изрази ако воопшто требаше да се тоа така и постојано да се зборува за тоа и да се плашат. Значи, верувате ми, јас секој ден контактирам со суди од различни апелациони подрачја, различни основни подрачја, различно па и во Врховен суд. Значи, сите се плашат од што е тоа така прикажано и сега се плашат. Леле, сега ако нешто за некој предмет ми најдат. Госпоđe Неделкова, свесна сте дека истовремено притисокот од јавноста е голем врз политиката. Јавноста пак вели ништо не правите, истите суди судат на исти начин, ништо не е сменето, камо правда. Значи, сакам да кажам, судството е веројатно во еден процеп и помеѓу јавноста и помеѓу политичките потреби. Па сега, дали баш речникот е најсуштинската работа, можеби и тоа е прашање. Не е речникот, тамо и суштината. А и суштината е битна, бидејќи точно е дека има потреба јавност и ја разбирам јавноста, се изгуби авторитетот на судството е еден подлог период, меѓутоа тоа што велите судат на ист начин. Па начинот е предвиден во закон како да судат. Единствено ако некако ако судат спротивно на законот, тоа веќе е друга работа. Меѓутоа угледот на судството тоа не се гради со масовно разрешување, не се враќа со масовно, туку со подобрување на професионалноста на судиите. Имаме обуки, значи можеме да им помогнеме на сите суди што евентуално се изгубиле по патот, а не веднаш да ги разрешиме. И само што ова добро што ме прашавте, значи околу тие програмата за стари предмети. Еве сега вчера добив како заслуга најверојатно добив во распоред да работам предмет од 2017 година за судење во разумен рок, кој го работеле 4 суди и сега јас треба петата да го решам и мене судски совет утре да ми рече, ти 4 години не си го решила, сега ќе да разрешуваме. Пошто е последен кај мене, така? Да. Така да тоа не го знае јавноста, дека тоа не иде баш така со тие стари предмети или со што не е сега битно нели да се објаснува, меѓутоа затоа апелирам на едно внимание. Значи, со многу внимателен пристап, не можете туку така само овој тие 3 години, ајде сега ќе те разрешиме. Па, не иде тоа така. Ќе се согласите ли, госпожо Неделкова, дека сепак се предизвика известно, како да кажам, вибрирање, динамика, па и поголема активност на судскиот совет. Ја знам дека вие сега сте и лично засегнато од тоа како работи тој совет, но ние навикнавме тие органи дури да бидат непознати во изминатите децении во јавност и да не се знае што работат, кои тренуваат и така натаму. Сега ако ништо друго, барем се води некаква внатрешно судска расправа за тие работи. Неспорно и тоа така треба да биде. Тој орган мора да биде независен, меѓутоа по закон тој орган не сме да има политички влијанија. Член 2 и 3 од судскиот совет треба секој ден да се чита. Да крај да ве прашам, што очекувате од поднесените кривични пријави за колегите од судскиот совет? Па ја очекувам правда. Еве да. И вие ќе застанете во редот кај што се чека правда. Па сега некогаш таков е животот. Иначе знаете што, да беше сето ова сериозно, јас самата ќе се даев оставка. После толку многу што сум овакво сработила во судството, јас да чекам некој вака да со мене манипулира, не би дозволила. Јас самата ќе се даев оставка. Еве, отворено кажам. Како што и самата велите, точно е тоа дека вие вашиот спор е всушност за некакви работни дисциплини и така натаму. Нема врската. Никаква врска нема со ова. Само сега ќе го им дојде време, тачно се чекаше да дојде време и сега еве имаме и голем трофеј. Судија на Врховен, бивши председател, па уште и кандидат за председател, еден од кандидатите за председател на Врховен суд, кој еве тој конкурс уште не е решен.
Госпоđo Неделкова, ви благодарам за ово утринско вклучување. 10 минути ни е терминот. Јас се согласувам дека сте вие трофеен судија. Се надевам дека ќе ви имаме и во студиото во некој догледен период кога тоа ќе можеме да го правиме и без маски на лицето и така, па ќе направиме еден подлабок осврт за до тогаш каде стигнале и што се резултатите од реформите. Благодарам за ово утринско јавување. Благодарам и на вас. Пријатен ден.